Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете во присуство на министерот за финансии да информирам нашата домашна јавност дека владата денеска усвои ребаланс на буџетот и го достави до собранието, и тоа според предлог кој што произлезе од една сеопфатна и детална анализа на Министерството за финансии, кој што буквално од доаѓањето на министерот за финансии беше целосно посветено за да навистина ги испегла, ги нивелира и ги внимателно проектира сите буџетски ставки во приходниот и во расходниот дел. Основна цел кон која стремеше владата беше да креираме ребаланс кој на најдобар можен начин ќе ги осогласи разликите од проектираното и оствареното, како и да се предложи буџет кој ќе овозможи реализација на политиките од програмата на новата влада, за кој дадовме ветување пред сите граѓани на Република Македонија, дека ќе бидат остварени според предвидената динамика. Преку овој ребаланс денеска ќе се овозможат услови за напречено спроведување на финансиските политики на новата влада и со тоа ќе се создадат неопходни услови за сервисирање на граѓаните и на економијата воопшто во земјата. Основниот инструмент што го применивме за овој ребаланс беше да ги скратиме непродуктивните трошоци, со што постигнавме заштеда на значајни финансиски средства кои ќе бидат наменети токму за потребите на граѓаните. Треба да имаме предвид дека ребалансот на буџетот не е нов буџет, туку станува збор за негова адаптација, при што ваквото прилагодување е направено со проекција со која што приходите за наредниот период се сведени на реални очекувања, а буџетскиот дефицит не е зголемен, односно е проектиран на 2,9% од бруто домашниот производ. Ребалансот на буџетот е правен и врз основа на проекциите за растот на економијата, односно бруто домашниот производ. Проекцијата на претходната влада била дека бруто домашниот производ за 2017 година ќе изнесува 3%. Имајќи предвид дека во првиот квартал растот на бруто домашниот производ изнесуваше 0%. Нашите проекции се дека до крајот на годината ќе постигнеме раст од 2,2%. Тоа е реална проекција, ако имаме предвид дека Светската банка ни предвидуваше 2,8%, а Народната банка на Македонија 2,7%. Овие интервенции и вака дизајнираниот ребаланс се резултат на намерата за домакинско работење на оваа влада. Дозволете да го аргументирам овој наш став. Имено, измените кои обезбедуваат домакинско работење и ребаланс на буџетот се однесуваат на ревидирање на приходната ставка на буџетот за 1,5% надолу, односно 2,907 милиони денари. Тоа е близу 3 милиарди денари. Во согласност со остварувањата и резултатите на првите 6 месеци од годината. Реалоцирање на средствата помеѓу буџетските корисници наменети за исплата на плати. Алоцирање на дополнителни 1 милиарда 245 милиони денари во фондот за пензиско и инвалидско осигурување за да се обезбеди непречена исплата на пензиите и трошоците во вториот пензиски столб, нешто кое што требало да биде проектирано уште при проекциите на буџетот. Како и дополнителни 200 милиони денари за навремена исплата на сите за гарантирани социјални права на граѓаните на Република Македонија. Намалување на сите непродуктивни трошоци на владата и на сите нејзини институции, како што се службените патувања, репрезентации, економски проекции, промоции и рекламирање. Во ова насока трошоците се намалени за повеќе од 10%. Кога сме кај овие трошоци, сакам да известам јавноста дека најголемото кратење на оваа ставка е направена кај буџетот на премиерот или ставката влада на Република Македонија. Вкупните средства со оваа кратење од премиерскиот буџет изнесуваат нешто повеќе од 420 милиони денари. Тоа се средства кои беа планирани да бидат потрошени за кампањи, емитување и реемитување на рекламни спотови, дома и во странство, како и за селективна распределба на одредени граѓански организации. Колку за споредба, во досегашната пракса, ниту еден ребаланс на буџетот не посегнувал по кратење на премиерскиот буџет. Напротив, буџетот на претходните премиери од година во година само растал. Почитувани,
Овој ребаланс што го ставаме на усвојување пред пратениците во собранието потврдува дека оваа влада со своето домакинско работење покажува конкретна грижа и поддршка за граѓаните на нашата земја, за подобрување на животниот стандард, како и за поддршка на малите и средните предпријатија. Токму во оваа насока, со измените и дополнувањата на буџетот за 2017 година, се обезбедени средства за субвенционирање на минималната плата, со цел истата да изнесува 12.000 денари, и тоа почнувајќи од 1 септември. Со оваа мерка се предвидува владата да субвенционира околу 70% од потребниот пораст на бруто платата, а со оваа мерка ќе бидат офатени околу 70.000 наши вработени сограѓани. Со ребалансот на буџетот трајно ќе се реши проблемот на стечените работници, кои досега не беа офатени со постојните законски решенија. Тоа се сите овие наши сограѓани кои што со години и во лето и на студови протестираа широм целата наша земја. Со оваа мерка ќе бидат офатени околу 3.000 лица и нивните семејства, значи сите вкупно стечајни работници, кои ќе се стекнат со право на месечен надомест. Кратењето на непродуктивните трошоци во буџетот ќе обезбеди и поддршка на домашниот туризам, преку субвенционирање на годишен одмор за работниците со ниски приходи во износ од 1 милион евра или 60 милиони денари. Тоа се пред се работниците од кожарската и текстилната индустрија. Значи директна поддршка на туристичките капацитети во Македонија, но и годишен одмор за најслабо платените работници во нашата земја. Тоа го обезбедува оваа влада со измените и дополнувањата на буџетот за 2017 година. И тоа не е се. Со износ некаде околу 9 милиони евра или приближно 500 милиони денари ќе се дополнат сите активни политики и мерки за поддршки на нови вработувања. Кога најавуваме ова пред се, ги имаме предвид младите и проектот Гаранција за младите, како дел од програмата на оваа влада, со што на секој млад човек државата ќе му понуди или вработување, или дошколување, или практика тренинг, за да биде конкурентен на пазарот на трудот, за да сака да остане да живее и да работи во својата земја Македонија. Со околу 135 милиони денари ќе се обезбеди поддршка на малите и средните предпријатија дополнително нова, како и за поддршка на домашни гринфилд инвестиции. Тоа значи, штом ќе се донесе ребалансот на буџетот, условите кои што важат за странските компании, од истиот момент ќе важат и за домашните компании. Поддршки во делот на ослободувањето на даноците, персоналниот или данокот на добивка, директно поддршка во инфраструктурата, директна државна помош во зависност од скупниот број на работни места, како и во зависност на користењето на суровините од домашно потекло. Со овие измени и дополнување на буџетот се обезбедуваат 500 милиони денари за поддршка во привлекувањето донации од ИПА програмата, за интензивирање на активности поддржани од Европската Унија во предпристапниот период на нашата земја во евроинтеграциите. Ќе го поддржиме решавањето на проблемот во земјоделците кој што циклично се јавува секое лето и секоја есен, како со обезбедени повеќе од 80 милиони денари директен државен интервенционизам со конечна цел да ги заштитиме земјоделците во делот на постигањето на она цена која што значи минимум трошоци на нивно работење. Истовремено ќе решаваме, почнувајќи од 1 септември, акутни прашања поврзани со земјоделските работници и со животот на село. Ќе почнеме со постапка на нивелирање и тампонирање на полски патишта широм цела Македонија во вкупна вредност од 30 милиони денари или 500.000 евра. И уште неколку други мерки кои што тековно ќе ги објавуваме согласно имплементацијата на буџетот, односно ребалансот на буџетот за 2017. Почитувани, од макроекономски аспект ќе се задржам на само неколку поенти. Приходите од даноци било предвидено да се остваруваат со стапка од 8,9%, додека Министерството за финансии оваа стапка ја проектира сега на 6,9%, на реална основа. Вкупните приходи претходната влада ги планирала во висина од 187,6 милиарди денари,
додека нашите проекции за до крајот на годината се задржуваат на бројка од 184,7 милиони денари. Ги намаливме буквално приближно за 2 милиарди денари. Тоа ретко која влада се откажува од падот на самиот буџет. Расходите биле позиционирани на 206,2 милиарди денари, додека со овој ребаланс тие се проектирани на 203,3 милиарди денари. Значи вкупното трошење паѓа, а при тоа со заштедите обезбедивме сите овие нови политики кои што се дел од новата владина програма. Проектираниот буџетски дефицит за оваа година е 18,6 милиарди денари, односно 2,9% од бруто домашниот производ. Односно тој не е зголемен, ако се знае дека претходната влада го позиционираше дефицитот на 3,3% од бруто домашниот производ. Почитувани граѓани, рековме дека парите ќе одат кај граѓаните, дека ќе растат платите, дека ќе ги поддржиме домашните предпријатија за нови работни места. Токму поради тоа, еве денес пред вас исправени со вистинска реформа со која создаваме услови за нови финансиски и економски политики, нови политики кои живот значат, живот за сите во Македонија.